Гостин во ова наше интервју е Илија Димитровски, член на велосипедското здружение Маркови точакџии од Прилеп, кој што само пред неколку дена со својот колега Игор Стојковски со своите велосипеди поминавте околу 700 километри за само 5 дена. Председател Димитровски, добро дојдовте во ова интервју. Добро ве најдов, благодарам на поканата и сакам ова прилика да искористам да и поздравам сите љубители на велосипедизмот и ако имат можност да ни се приклучат и да правиме што повеќе вакви тури, односно велопоклоненички тури, али за тоа малце можеме и покасно да зборнеме за овие тури. Да, како што кажавме, со вашите велосипеди поминавте 700 километри за само 5 дена. Од Прилеп до манастирот Ново Хопово, кој што се наоѓа во Војводина, во соседна Србија. Така. Ова велопоклоненичка тура планирана беше изгледа негде пред 2 месеци. Добре планиравме. Во разговор со наши познаници и другари пријатели, дека во манастирот Ново Хопово, кој се наоѓа на Фрушка гора, се наоѓаат моштите на Свети Теодор Тирон, војник. Од таа желба, за да појдеме лично таму, не со автобус, не со воз или со автомобил, него само лично со нашите велосипеди. Така да се појави таа желба, заедно со мојот колега Игор Стојковски, добро испланиравме рутата. Планираната рута ни беше околу 6 дена, али пошто временските услови дозволуваја и секој велосипедист го посакува да има ветар во грб, така да и нас ни се случи и турава ја завршивме за 5 дена. По колку километри во текот на денот просечно поминувавте? Како што рековме, за 5 дена, тоа се 5 етапи. Првата етапа ја извозивме за 128 километри, втората етапа околу 148 километри, третата етапа 150 и останатите четвртата и петата етапа се извозија по 135 километри. Како тече етапите, дали може да ни кажете каде останувавте за спиење? Вака, првата етапа беше Прилеп, Велес, Свети Николе или после Свети Николе со кампинг место. Втората етапа беше од Свети Николе до Велика Грбовица, таму исто кампинг. Од Велика Грбовица до Парачин, во хотел спијавме во Парачин. Од Парачин до Скореновац, после Белград, тоа е близу до Ковин. И последната етапа беше во манастирот Ново Хопово, каде што и пристигнавме и преспијавме таму во исто како кампинг. Која од овие етапи ви беше најтешка за возење? Сите беа подеднакво и тешки, можам да кажам и може би четвртата етапа беше потешка поради временските услови, кога веќе го преминувавме Дунав. Временските услови се не беа наклонети кон нас, имаше силен ветер, па и дош и така бевме спречени на некој начин да ги освојуваме тие километри. Али сепак издржавме до крај и сето тоа го сторивме во рекордно време. Дали посебно се подготвувавте физички за оваа тура, затоа што навистина 700 км за 5 дена не секој може да ги извози со велосипед? Посебна подготовка не се одвива, пошто ние секој ден, секој момент го користиме да се качеме на велосипедот и да возиме некоја тура, дали била 30, 40, 50, 100 км така натаму. Посебни подготовки, освен морална, физичка и психичка подготовка, тоа е. Возиш и подготовките се тие. Колку време занимавате со велосипедизам и колку пати неделно возите некакви тури? Со велосипедизмот се бавам веќе 6-7 година. Неделно или секојдневно зависи како сме слободни со другите работни обврски, така да секој момент го користам да бидам со мојот велосипед. Рековте дека целта на оваа тура беше да се поклоните на моштите на Свети Теодор Тирон во манастирот Ново Хопово. Дали и зошто пред се роди оваа идеја од Прилеп да се појде со велосипед токму до овој манастир? И како што напоменав, во разговор со наши блиски пријатели, познаници кои што биле таму и кажа дека е манастирот многу убав и моштите се таму на Свети Теодор Тирон
и така изразивме желба да се појде таму. Вистина прекрасен манастир во подножјето на Фрушка гора, или тоа е поточно 18 километри до пред Нови Сад или 87-8 километри од Београд. Така да стварно добар, убав манастир и посакувам секој кој има можност да појде на било каков начин. Не значи дека само со велосипед, автомобил, воз или автобус. Така да убаво е да се посети тоа свето место. Назад како се враќавте по патот? Назад на еден чудесен начин се вративме, така да еве можам да го споменам и мојот еден војнички другар кој со својот камион не излезе во пресред и така да се тоа беше како така да треба. Иначе планирано беше да се вратиме со воз, со возот до Београд, па од Београд до Ниш, од Ниш до Тавановци и така. Сето се случи како што треба. Претходно го употребивте терминот велопоклоненички тури. Так. Дали ова е ваша прва ваква велопоклоненичка тура која што ја спроведувате или имаше претходно и други? Вака, значи, ова ни е втора велопоклоненичка тура. Првата велопоклоненичка тура ни се случи 10 октомври, кога тргнавме од Прилеп преку Битола, Ресен, Галичица и стигнавме до Свети Наум. Таму преспавме и повторно назад по истата релација. И тогаш се роди таа идеја за велопоклонение, така да еве ја користам ова прилика или овој нов термин велопоклонение, кој добронамерник сака да се дружи, да се освојуваат повеќе километри или на поголеми дестинации, може би во крај на овој разговор би спомнал и кои се следните тури, велопоклоненички тури, така да секој добронамерник кој е во можност и кој има слободно време и љубител на овој вид на спорт, нека повели, ќе се дружиме и ќе патуваме заедно. Еве спомнавте дека во план сте и да имате и други вакви велопоклоненички тури, односно тури велосипедски до некој свето место, односно до некој православен храм или манастир. Која е вашата наредна дестинација? Нашата наредна дестинација е манастирот Острог во Црна Гора, кој најверојатно би се реализирал во средината на месец август. Релацијата би била следна: Прилеп, Струга, премино Ќафасан, Елбасан, Тирана, Скадар и нормално да стигнеме до манастирот Острог, Свети Василија Острожки. Колку километри има до таму од Прилеп? Турата ни е разработена, етапите се разработени, конечната дестинација би изнесувала негде околу 460 до 480 километри. На колку етапи? На 4 етапи ќе се одвива. Првата етапа би била Прилеп Струга, негде околу 120 километри. Втората етапа би била од Струга до Елбасан, негде околу 120-30 километри. Елбасан Тирана и Тирана директно до Свети Василие. Спомнавте дека може на вас двајцата заедно со Игор Стојковски, вашиот колега, да ви се приклучи секој оној кој што има желбете да биде дел од една ваква тура. Дали еве ова тура која што планирате за месец август ја објавите претходно некаде на социјалните мрежи, па потоа да се пријават луѓе кои што сакаат да ви прават друштво и да бидат дел од екипата? Па со самото враќање и реализирање на оваа тура што бевме до Ново Хопово, веќе се пријавија неколку велосипедисти кои изразија желба, кога видеа како и што е како е, значи имаат заинтересирани и мислам дека ќе бидеме во поголем број за манастирот Острог. Како изреагираат членовите на Марковито чакџи пред вашето здружение? Само можам да се заблагодарам на пречекот што ни го приредија. Едно големо изненадување. Така да благодарен сум што сум член и можеби сум и највозрастниот член на Марковито чакџи. Еве користам исто приликава. Поздрав до Марковито чакџи, до сите здруженија кои се бават со овој вид на спорт. Освен манастирот Острог, дали имате и некоја подалечна дестинација во план во блиска иднина? Сега, после реализација на ова тура до Острог, знаеме со ситуацијава што е со COVID-19 и меркиве и правилата на премин преку граници и така натаму, следна тура, четврта тура би било до градчето Јаши, каде што се моштите на Света Петка. Тоа е во Романија. Тоа е во Романија, точно, или во близина на границата со Молдавија. И таа тура ни е веќе разработена
И таа ќе се одвива повеќе денови, така да само нека се заврши оваа ситуација со COVID-19, да можеме слободно да патуваме преку граница и да се реализира и ова патување. И јас би рекол уште ова, дека имаме уште едно патување, главното патување кое би се реализирало, тоа би било патувањето до центарот на светот. Тоа е Ерусалим или гробот на нашиот Господ Исус Христос. Како ги реализирате овие патувања? Дали на собствен трошок, во собствена режија или имате некои спонзорства? За сега, значи се е на собствен трошок. Па најверојатно, еве ја користам и ова прилика да се заблагодарам на сите што ни помогна на било каков начин, али за најавата за онаа петта тура до Ерусалим, најверојатно ќе ни требаат и спонзори, така да кој добронамерен, кој сака да помогне, може во ова прилика користам слободно нека ни помогнат да се реализират едно такво патување, па мислам дека пишуваме историја од Македонија до Ерусалим со велосипед, можеби ќе бидеме и првите велосипедисти и едноставно влегуваме во историјата. Еве за крај на овој разговор, велосипедизмот се повеќе е тренд помеѓу граѓаните не само на Прилеп, него и на цела Македонија, особено кај младата популација. Зошто тоа е така? И јас сум изненаден позитивно од таа појава. Зошто е така? Па велосипедот е единствено превозно средство каде што здраво живееш, здраво се храниш, едноставно посетуваш со велосипедот многу места каде што не можеш со автомобил или друго превозно средство. Со велосипедот ја впиваш целата природа што те обкружува, каде и да си, каде да и застаниш, има нешто да се види. Без разлика каде, дали е село, град или така натаму, така натаму. Мислам дека луѓето полека се враќаат на велосипедот, бидејќи и останатите земји каде еве имаме доста примери, да спомнам Холандија и другите земји каде што секој граѓанин е љубител на велосипед и вози велосипед. А овде некако малце потешко, али се освестува и се работи на сето тоа. Која е вашата порака до младите кои што сакаат да се занимаваат со овој спорт? Мојата порака би било секогаш кога имат можност и слободно време да го грабнат својот велосипед и да се возат. Тоа е, нема ништо поубаво тоа. Господин Димитровски, ви благодарам за ова интервју. Благодарам исто, поздрав и се гледаме најверојатно кога ќе се реализира и турата за Острог. Да се надеваме дека што поскоро ќе реализирате истата. Само со Господ напред, тоа е тоа. Благодарам.